Црпење на искуство од самите средношколци во функција на елиминирање на познатите тепачки полуградски автобуси. Само кога воопшто ќе го нема насилството меѓу младите, ќе бидеме целосно задоволни. Министерството за образование токму од учениците ќе учи како да се спречат инцидентите и тепачките. Тие се главни учесници, тие ги имаат проблемите и конфликтите и тие треба да го најдат решението. Да се спречат, да се намалат тие насилства, работиме со повеќе институции, со сите кои се засегнати во процесот, меѓутоа ние ќе бидеме задоволни само од денот кога ќе воопшто не постои насилство, како во училиштата, така и надвор од училиштата. Полицајците и натаму остануваат на автобуските постројки, иако со заселените контроли насилството во автобусите драстично и намалено, речиси да го нема. Превентивата останува. Ќе продолжи, се разбира дека ќе продолжи. Ние постојано мора да комуницираме за да сето тоа се намали, да немаме инциденти. Насилството е одраз на оно што се случува во домот. 7 од 10 деца на возраст од 2 до 14 години се воспитуваат на ваков начин, со физичко казнување и психолошка агресија, покажало истражувањето на УНИЦЕФ. The children have a right. Фактот дека децата имаат право да се образуваат, да учат во едно безбедно опкружување каде што ќе бидат заштитени. Кампањата заедно за училишта без насилство стартува во средните училишта. 10 најдобри ученици кои преку фотографија, текст, видеоклип ќе се искажат како ќе се надмине насилството ќе бидат наградени со стипендија.